Ситуацијата во Прилеп полека како да излегува од контрола. За само една недела имаме 377 нови случаи на COVID-19 и 15 мина починати. Болницата е преполна. Според Центарот за јавно здравје хоспитализирани се околу 100 лица, а нема доволно персонал да ги обслужува сите болни. Во ноќните смени на 30 на болни има само по една сестра и по еден болничар. За сега се вратиле 15 специализанти, а се вработиле и привремено неколку сестри, но и тоа било премалку. Сега се трудиме да обезбедиме по 20 болничари на вечер, по 2 сестри на вечер, меѓутоа тешко оди. Нема луѓе, веруете. Значи, максимални напори правиме да обезбедиме персонал. Не е така лесно. Оние пак сестри кои што имаат завршено више и висока стручна спрема, досега одеа само прва смена, затоа што за ноќни дежурства треба да добијат и поголема плата. Нејасно е зошто се калкулираше со давањето на поголема плата во една ваква ситуација, но сега и тоа било решено. Вчера имам состанок со главните сестри дека во случај на потреба или барање ќе бидат и тие вклучени во работењето и во однос на плаќањето направиме некој договор да биде тоа реализирано. Во неделата сите пациенти од инфективно одделение се префрлени во главната болничка зграда, затоа што таму сега се поставува централен довод на кислород. Директорот вели дека досега тој не бил поставен поради сложената процедура, но и се собирале донации од приватниот сектор во Прилеп за да се изведи тоа. Нејасно е и тоа зошто досега тоа не го направила државата наместо да се собираат донации. Со системот ќе се подобри лекувањето на пациентите. 50 боци дено се носа, се враќа, се качува, се слегува. 50 боци во текот на дено. Таму ќе има 20 места, значи 20 боци помалце. Тоа не е мала работа. Директорот вели дека немало некоја разлика во лекувањето на пациентите во Скопје и Прилеп, но признава дека немаат антивирусна терапија и дека во Прилеп се уште не се дава реконвалесцентна плазма, бидејќи немале протоколи и процедурата била сложена.